Неполна година откако практично започна да функционира географско-информациониот или така наречен ГИС систем на територијата на 11 општини од источниот регион, се согледуваат и првите проблеми. Со цел системот да се надгради и унапреди, Центарот за развој на источниот плански регион, кој е носител на проектот, организира дводневна работилница во Облешево. Административните лица од општините во регионот со забелешки и дополнителни обуки за ГИС системот што се реализира со експерти од словенечката компанија Калиопа, бараат соодветни решенија за надминување на недостатоците. Во овие 2 дена ќе работиме на корекција на тие на одредени проблеми кои се појавуваат кај во самиот систем кај одредени општини, а како главна тема на овие 2 дена е адресниот модел и деночниот модел. Кој е бенефитот со ова за општините? Значи, на овој начин тие ќе бидат поефикасни, односно нивното работење ќе биде поефикасно од аспект на тоа ќе можат да знаат кои куќи и не само куќи и деловни објекти кои имаат платено данокот, ќе имаат преглед на тоа кои луѓе живеат, колку луѓе живеат во тие објекти и така натаму. Со завршувањето на проектот и целосното профункционирање на ГИС системот, граѓаните веќе можат да ги проверуваат географските податоци за својот имот, а за таа цел можат да се поврзат и на интернет адресата и opstina.mk низ Коцани. Проектот е со време траење од 3 години, до сега се поминати 2 години, значи проектот трае до година до март, значи до март 2015 година. Потоа се надеваме дека или ќе го продолжиме заеднички проектот преку Центарот за развој на плански регион или секоја општина ќе си продолжи самостојно да го работи. ГИС системот се применува во сите развиени земји, а источниот плански регион е прв во државата каде целосно се воведува. За негова реализација се потрошени 200.000 евра, од кои 60% донираше владата на Република Словенија, а остатокот го покриваат 11 општини од регионот.